На свој начин го одбележавте денот на авторските права. Јас ке речем, за прв пат во Велес гледаме личност која што е позната, која што има израз преку музиката, текстовите, потписник е на бројни текстови на многу познати македонски пристрански сега веќе за жал од по распадот на поранешната држава пеачи. Колку авторско право се почитува кон вас? Па, јас сум автор веќе 36 години, од 90-та година до денес, и сум доживал различни периоди на почитување и непочитување на авторското право во однос на мене. Се надевам дека еден ден Македонија, особено од кога ќе влеземе во Европската унија, ќе научиме што точно значи авторот, неговото височество авторот, како што некои сакаат да кажат. Авторското право е нешто неотуѓиво, а авторското право во Европа и во светот е нешто што најмногу се цени, се почитува и се штити. За разлика од Европа и светот, кај нас не е секогаш така. Ние авторите во сите сфери на уметноста, би рекол, сите овие години и децении сме ставени на маргините на општеството. Државата има време за се, освен за културата. Најчесто културата се става некаде на страна, како некое нужно зло без кое не се може. Меѓутоа, кое под дефолт треба да биде ефтино, односно по можност бесплатно, и се додека не се смени тој став и тоа размислување дека уметноста и културата треба да бидат бесплатни, оваа држава нема да оди напред. Се надевам дека некои идни генерации, некои идни автори ќе имаат среќа да можат да живеат убаво од своето авторско право. Јас сум сведок и како автор и како син на автор. Јас сум син на Велко Неделковски. И татко на еден. И татко на композитор и магистар по композиција, кој што пред некое време би рече дека би сакал да живее од своите авторски дела, односно од своите композиции. И јас му кажав, се разбира дека тоа е невозможно во Македонија. Како таков, значи како човек кој што е мост помеѓу Велко и помеѓу син ми Филип, 3 генерации автори, можам да кажам дека во Македонија, за жал, сите овие години и децении не може да се живее само од авторското право, и се надевам дека државата ќе направи нешто да се почитуваат и штитат повеќе авторските права кај нас. И јас би додала само и не само на културните работници, на уметниците. Одма тука ќе ја поврзам вашата сопруга, Сонја Алексовска Неделковска. Тие проблеми ги имаме и ние новинарите. Често пати гледаме како копи-пейст нашите текстови се реобјавуваат без да знаеме, па после откриваме. Мислите ли дека има капацитет оваа наша држава да се соочи со тој предизвик и во скоро време законот да го преточи во дела? Што се однесува до новинарството последниве години, па може би деценија, сме сведоци на уништување на она класично новинарство. Беа затворени голем број весници, Дневник, Вест, Утрински, Време, Шпиц. Мојата сопруга Сонја работеше токму во Дневник, кој што беше еден навистина бренд, еден гигант медиумски, и беше буквално уништен, изгаснат за еден ден со сите овие други весници кои што ги набројав. И тоа мислам дека е можно само во Македонија за еден ден да останат на улица најмалку 300 новинари и никој да не се грижи за нив сите овие години. И тоа е жално и трагично за новинарството во една земја која што треба да биде слободно, ослободено од сите политички влијанија, од сите центри на моќ и така натаму. И сето тоа на зборови е така, може би кај нас, меѓутоа делата кажуваат дека